Добре дојдовте во Протез. Него добија ветеното зголемување на платите, се соочуваат со мали надоместоци за ноќни дежурства. Што се случува со лекарите на скопските клиники, но и во другите болници во државата? Со мене во студиото е доктор Анđелко Саздовски, член на извршниот одбор на самостојниот синдикат на Клиничкиот центар, во кој што спаѓаат и други здравствени организации во Република Македонија. Ето така, добре дојдовте. Благодарам за поканата, поздрав до вашите гледачи. Многу незадоволство или реакции предизвика последната одлука на владата со која што платите на здравствените работници и на останатите се зголемуваат за 5%. Ветувањето беше дека од јануари идната година ќе има зголемување од 15%, за до крајот на годината се зголеми за исто толку. Вие веднаш потоа излеговте со соопштение во кое што кажавте дека ваквото зголемување за вас е неприфатливо. Што значи тоа неприфатливо? Ќе ги вратите парите? Точно. Нашиот синдикат беше прв кој што реагираше на оваа најава од Министерството, односно од владата на Република Македонија. Инаку, незадоволството од ниските плати на докторите трае со години наназад, така речи, во континуитет. Меѓутоа, овој пат дополнителен ревот внесе најавата од предлог буџетот на владата на Република Македонија за 2018 година, со која што е предвидено покачување на платите на здравствените работници, не само на докторите, и на средниот медицинскиот персонал, за 5% и тоа со примена од септември 2018 година. Значи, ние ова го сметаме за груба измама, имајќи го предвид веќе договореното претходно со министерот, сега веќе бившиот министер, господинот колегата Таравари. Што се договоривте тогаш? И со премиерот се видите? Веднаш многу брзо после назначувањето за министер во владата за здравство во владата на Република Македонија, ние имавме средба со колегата Таравари, со министерот Таравари, на која што ги изнесовме проблемите прво со платите, дежурствата и други проблеми во клиничкиот центар и здравството воопшто во Република Македонија. Тогаш беше кажано дека за оваа година не се предвидени средства, односно нема средства за покачување на платите, меѓутоа беше ветено дека ќе се најдат неколку можности да се усогласат дежурствата во интернистичките гранки со истите во хируршките гранки, заради тоа што тие се веќе покачени веќе година и пол. Ќе проговориме за тоа околу платите, процентот. На овој како издефиниравте тогаш? Имаше ли? Тогаш издефиниравме она што беше ветено во програмата на СДС, која што овој дел стана и дел од владината програма. Ние побаравме покачување од 15% со важност од јануари, со тоа што тоа беше ветено дека ќе биде во првите 6 месеци од формирањето на владата. Меѓутоа и тоа е изиграно. На овој состанок следуваше уште една средба со министерот, на кое што ветеното веќе беше договорено. Имено ние се договоривме покачувањето да биде 15% за јануарската плата која што ја добиваме во февруари, а дежурствата да се усогласат онака во висина на соодветно со дежурствата во хируршките гранки. Морам да напоменам дека ова беше поддржано и од премиерот на владата на Република Македонија. Меѓутоа гледате какво решение се донесе. И уште една работа. Во предлог буџетот кој што беше ставен на јавна расправа, стои дека сугестии, забелешки, предлози ќе може да се доставуваат до 15 ноември, најкасно до 15 ноември, кога буџетот ќе биде ставен на усвојање на влада. Како што знаете, денеска е обзнание дека тој буџет на влада е усвоен на синоќешниот состанок. Побаравте и прием кај премиерот? Да. Има ли нешто одговор од таму? Одговор нема, меѓутоа побаравме ни прием и со премиерот за да можеме некако колку толку да го решиме овој проблем. Нема никакво образложение зошто нема образложение, ние не сме стапили уште во контакт со веќе министер за здравство ние подлого време практично немаме. Така да во моментов ние немаме со кого да воспоставиме контакти за решавање на проблемот, единствено останува премиерот, кој што во моментов е веројатно презапатен со други обврски околу работа. Што значи ова неприфатлив? Ке ги враќате парите или нешто друго порадикално? Па не знам, доколку не се прво тие пари ние треба да ги добиеме. Тоа е практично така речи една година од денеска. Меѓутоа морам да напоменам дека веќе има еден голем немир во клиничкиот центар, во кругот на универзитетските клиники,
веројатно нешто ќе се бара некакво решение, веројатно ќе има и некаква реакција, за кое што не исклучувам дека може да биде и порадикално. Ајде околу делот на дежурствата на доместоците. Се случи кога го застрелаа докторот на, ми се чини беше, веднаш потоа на абдоминална хирургија. Точно. И веднаш потоа ги качија ноќните дежурства. Колку изнесуваат на хируршки? 8.000 денари. Точно не можам да ви кажам, меѓутоа за наши прилики се солидни тие дежурства, со тоа што зависи од статусот на лекарот, од профилот на лекарот, дали е специјалист, некој значи професор. може би и повеќе зима. Точно. Различни се за обични денови, за викенд дежурства и за празници. Но какви се на интерните клиники? Интерните на клиники практично колку нема. зима? На детската клиника нема платени дежурства, освен на одделот за интензивна нега и терапија. Инаку на клиничките оддели, колегите кои што дежураат имаат само ноќен труд. Кој што е символичен. Тоа околу, не ме фаќате за збор, меѓутоа тоа околу 500 и неколку денари. Зависи од работниот стаж. А медицинските сестри? Медицинските сестри добиваат ноќен труд исто така во висина околу 150 до 200 денари. Секако ќе ги поддржите и медицинските сестри. Да, точно. Точно. И барањето беше првично барањето беше за покачување на платите на здравствените работници. Значи, со нашето барање беа опфатени другите профили од здравствените работници, медицинските сестри, лаборантите, рентген техничарите и така. Рековте има одредено незадоволство. Какви се реакциите? И ние како новинари слушаме, знаете, се жалат лекарите. Да. Веќе се чувствува таа вознемиреност во клиничкиот центар. Ние сме практично затечени заради тоа што ова на врапито дојде. Ова дојде на брзина, без најава, без претходно известување и очекувам дека овие денови ние ќе имаме сигурно состаноци со повеќе представници од клиниките за евентуално превземање на понатамошни мерки. Дали ова може да влие на одливот на лекари понатаму? Сигурно. Сигурно ќе влие. Ова е дополнителен мотив. Тоа стоеше и во нашето соопштение, колку што се сеќавам. Ова ќе биде дополнителен мотив за младите колеги да својата перспектива и подобра кариера ја бараат надвор држава. Во неврзани, неформални работи, разговори со помладиве колеги кои што се на некои турнуси на клиника за детски болести, на нашава клиника на која што работам јас, морам да ви кажам дека најголем дел од нив, така речи 100%, се спрема за заминување од државата. И сите учат германски јазик. Што доволно покажува кон што се стрема. Тоа е страшно. Тие се зимаат готов кадар. Да, тоа е во кој што оваа земја вложила. Тоа е застрашувачки податок кој што не гледам дека во догледен период може да биде решен. Освен со качување на платите на докторите и подобрување на условите за работа, условите за специализација и така натаму. Ти знаете што, во услови кога имаме огромен одлив на млади колеги надвор од државата, условите за специализација место да се олеснуваат, се повеќе и повеќе се отежнуваат и стануваат се поскапи и поскапи. Значи, колегите специализанти плаќаат за нешто, практично за услуга што треба да му даваат на овој народ и на оваа држава. Што треба државата да ја плати. Точно. Се е обратно. Но специализантите се соочуваат и со друг проблем. Не добиваат на доместок за својот труд, а им беше ветено од претходниот министер. Дали вие би ги поддржале како синдикат? Да, сигурно. Ти видите, во тек на специализацијата ти извршуваат и оперативни работи, кои што се дел и дежурат. Да, кои што се дел од работата на клиниките кај што и одделите, кај што ја спроведуваат специализација. Тие не се пасивни специализанти, пасивни наблюдувачи во работата на клиниките. Тие се практично активни во оној степен доколку што им дозволува квалификацијата, односно како млади лекари и специализанти. Сето ова доведува константно до недостиг на медицински персонал. Точно. Лекари, медицински сестри, и тоа не е само на клиниките, тоа е секаде. Во сите болници. Тоа е во сите болници, тоа е, знаете, тоа е глобален проблем. Меѓутоа, колку што сум ја упатен, во другите држави се преземаат мерки за овој проблем колку толку, ако не да се реши во догледно време, барем значително да се ублажи.
како ќе преговарате ли за имате ли Очекуваме ние- синдикатот надлежност за овој проблем? Не е надлежно, ние сме веќе приморани, принудени сме да стапиме во контакт со Министерството за да евентуално некако овој проблем го решиме, заради тоа што сме ние притиснати, веќе ви кажам, од големото незадоволство што во кругот, и тоа сега е почеток на тие незадоволства. Не можеме да предвидиме какви ќе бидат реакциите, меѓутоа секако, ако проблемот не биде решен, ние ќе ги почитуваме барањата на нашите членови и на вработените во клиничките центри и на нашите членови од синдикат. Некако, вие сте 5 години ова раководство. Бевте тивки. Три. Бевте тивки изминатите години. Еве сте преговарале за платите, но не ве видовме за нешто друго, освен кога излеговте за лекарот што го застрела. Впечатокот е погрешен. Ја мислам дека овие 3 години овој синдикат, барем ова раководство, беше многу, иако тоа во јавноста не беше многу не се експониравте, експонирано, меѓутоа имаше многу активности и многу средби со дошегашниот министер од претходната влада. И еве ви кажам, ние бевме први кои што реагиравме на и први кои што стапивме во контакт со веќе сега. Рековте дека не ги признавате во соопштението, не ги признавате представниците кои што преговарале за ова. Кои се тие? Кој преговарал? Па не ги признаваме од проста причина што не знаеме кои се тие преговарачи. Не знаеме во чие име. Од вашиот синдикат, од Не самостојниот синдикат. знаеме во чие име се, кој ги делегирал, кој ги овластил да преговараат со министр. Не. Јас лично не. Не знаете кој преговарал? Не знаем. Точно не знаем. Само е наведено дека имало контакти и разговори со представници од синдикатот. Се сомневам дека и Гранковиот синдикат знае кои се тие. Сигурен сум дека не знае. Тоа не е тешко да се дознае. Многумина ви забележа дека кога беше избрано новото раководство на синдикатот, се случуваше тоа што се случуваше со доктор Дејан Ставрич, беше во притвор, во затвор. Ви забележаа дека вие славите во кафеана, додека тој лежи во затвор. Не е точно тоа. Тоа не е точно, тоа се инсинуации, монтирани состојби кои што нема. Добро, видовме на социјалните мрежи, имаше фотографии. Не, имаше тие фотографии, беа тоа, не знаеме кој ги пласираше тие фотографии, со каква цел беа. Нема Добро, еве тука сме образложите. Нема допирна точка со нашиот однос кон тој случај што во тој момент се одвиваше. Ние колегата Ставрич и понатаму го рачунаме за наш колега, така да нема ни малку вистина во тие вести што се пласираат. Не е точно. Не е точно. Тие снимки што тогаш беа извадени, тие се фотографии на враќањето од Конгресот во Дојран. Тоа немаше врска со случувањата околу колегата Дејан Ставрич, што мислам дека отприлика во тој период беа. Да, во тој период, но не беа добро примени во јавноста. Не беа добро применот и беа така пласирани. Инаку, такви, да речеме, настани имаше и во време на колегата Ставрич, кога тој беше председател на нашиот клинички синдикат. Да, ама некој друг не бил во затвор од раководството. Добро, ние на тоа не можеме да влијаме. Знаете, си има власти, си има органи кои што се одговорни за тоа. Ние на тоа не можеме да влијаме. Добро, значи, што понатаму? Вие ќе го кренете вашиот глас, не само за лекарите и за медицинските сестри? Се работи, значи, за барања кои што ги вклучуваат сите вработени, сите здравствени работници. Сигурно е дека ние ќе се мобилизираме. Сигурно е дека, ама не сме се собрали, ова е пребрзо донесено решение од владата, односно од министерството. Сигурно дека ќе се мобилизираме. Акциите и мерките што ќе ги преземеме сигурно ќе зависат од барањата на нашите членови, а мислам дека тие ќе бидат максимални, ќе бараат брзо да се реагира и можеби ќе треба да бидат и порадикални. До кој степен тоа однапред стварно не можам да предвидам. Ви благодарам што бевте гост. Благодарам за поканата.